По 7 недели пост, да не се трча веднаш на масна трпеза, лекарите апелираат со усул во јадењето и пиењето, за празниците да ги поминеме дома, а не во болница. Наместо прејадување со мрсна храна, печено месо и алкохол, лекарите советуваат постепено воведување на храната. Во првите денови по завршувањето на постот из храната треба да изобилува со зеленчук и овошје, а месото постепено да се внесува. Особено треба да се внимава со јајцата кои се символ на Великден. Тоа што ние го бараме и апелот према сите потенцијални пациенти е усул. Пациенти кои што постеле, например, 40 дена не може да има таа удобност да изедат повеќе од 1 до 2 јајца. Реално правимо. Значи, проблемите кои што може да излезат се од гастроентероколити, панкреатити, воспаление на жолчката, тоа се работи кои што треба различни специјалности да ги решаваат. Тоа не е повеќето од тие состојби не се играчка, тоа е нешто кое што мора да се свати сериозно. Труењето со храна најчесто се манифестира со повраќање, диареја и покачена температура, која може да трае и со денови. Според лекарите, најважно е да се спречи дехидрација, па затоа внесот на течности е клучен. Истите правила за умерена консумација на храна и алкохол за време на празниците важат и за оние кои не постат, особено хронично болните. Хроничните заболувања се нешто кое што трае. Тоа е поентата и тоа е проблемот таму. Овие луѓе не се луѓе кои што треба да внимаваат низ храната денеска, овие се луѓе што треба да внимаваат низ храната цело време. Денеска не е исклучок, значи не е денеска ден за прејадување и после да се вратиме во нормала. Сите тие јадење и пиење прават понатаму проблеми. Тоа не е нешто кое што се решава за еден ден. Во пресрет на великденските празници, традиционално зголемената побарувачка на јајца, бој за јајца, месо и други прехранбени производи, засилени се во редните контроли на Агенцијата за храна и ветеринарство. Со засилен надзор се опфатени маркети, угостителски објекти, специјализирани продавници за јајца, производители и трговци за бој за јајца и нивните увозници, месарници и зелените пазари.